Во секој случај, големо дерби, два големи шампиона, две екипи кои досега Вардар два пати, Загреб еднаш ја освојуваа сеха регионалната ракометна лига. Две екипи кои успешно стартуваа оваа сезона во Лигата на шампионите. Две екипи кои оваа сезона се со најмалку Final Four амбиции во сеха лигата. Но дали е тоа во преден план? Или беше она што го видовме? Веселин Вујовиќ, пречекан со она познатото Вујо Мајсторе. И дали е сепак пред се во оваа најава Кале? Простувањето на вардарци од оваа сала, која памети многу, од освојувањето на Македонија. Тука се бележеа, тука се редеа, се градеа сите успеси на македонскиот спорт. Ќе заборавиме ли дека овде се освојуваа шампионски титули во Европа? Од тука реков измешани чувства, точно напредокот носи новини, прогрес, ускладување со строгите европски нормативи, но верувајте Кале, верувам на многумина, за секогаш ќе ни остане во срцата. Апсолутно поздрави од мене, почитувани гледачи. Кажа колега Давидевски, многу поводи, многу мотиви за ново парче врвен ракомет по на експлозивен старт на престижната Лига на шампионите, чиј дел беа двата вечерашни ривала. Вардарци, без најдоброто издание, но со Штервик на голот и со рутина на голем клуб успеа да слави на жешкиот терен во Целје. Загребчани пак во едно импресивно второ полувреме пред 12.000 гледачи, кои што бесплатно го гледаа мечот, сензационално го поразија германскиот шампион Килт. Огромна е само довербата со која што по викенд презентациите влегуваат и двете екипи, имаат добар побед и во регионалната лига. Во оваа пресметка влегуваат апсолутно мотивирани. Победата е императив во секој случај и може да биде клучно за евентуално рано обезбедување место меѓу четирите најдобри екипи во сека лигата, без оглед на тоа дали ќе се калкулира со составите, а калкулира предводникот на Вардар, Раул Гонзалес, ги нема Дибиров и Штервик, двајцата најстакнати поединци кои што беа најзаслужни за оној тежак триумф во Лигата на шампионите против Целје. Така е. Од тука Милич и Ангелов ќе бидат на голот. Стојлов, Латковиќ, Грумен, Прибак, Терзич, Тоскич, Марковиќ, Карачич, Душеваев, Абутовиќ, Растворцев, Горбов, Чишкарев и Чипури на изборот на Раул Гонзалес за овој надпревар. Јасно е, веќе идниот викенд во новата прекрасната сала во спортскиот центар Јане Сандански ќе битираат вардарци. Вторнивни настап во Лигата на шампионите против Чеховске Медведи. Ќе падне Кале во заборав, но посакува Раул Гонзалеса. Посакуваат вардарци токму во Јане Сандански да отворат со победа. Апсолутно. Вујовиќ на своето прво официјално деби на клупата на прво примерско друштво Загреб оди без двајца влијателни ракометари, бековската двојка Мандалинич и Буглач. Во составот се на голманските позиции Стевановиќ и Ивиќ, потоа Брозовиќ, Степанчич, Прем, Чорич, Шебетич, Микиć, Раковиќ, Хорват, Шушња, Јосип и Тончи Валчич, Обрановиќ, Ковачевиќ, Лукачец и Павловиќ. Невања Привак и Јосип Валчич, тоа се ракометарите кои што играат на оние централни бековски плеймейкерски позиции и секако дека ќе бидат значени во играта на двата тренера, Веселин Вујовиќ од едната страна и Раул Гонзалес на спротивната страна. Унгарска судиска двојка, безпрем за прв пат оваа сезона во лигата, во регионалната сека лига. Еве ги судиите Добровиќ Чаба и Петер Тајок како главни арбитри на овој надпревар. А делегатот исто така од Унгарија, Шандор Андорка, добро познат ни своите навистина години назад активности во Европската ракометна федерација. Една љубов, еден живот се пее за Вардар во Кале. Го посакавме тоа. Да се подсетиме на сите овие 20 и повеќе години наназад. Кога Кале еруптирало, кога реков ги бележевме најголемите успеси на македонскиот ракомет. Ни сите оние квалификацијски надпревари на нашите репрезентации, на клубските настапи на Вардар. Треба да заборавиме на комета од Ѓорче Петров.
Он е феноменални крајот на 90-тите и почетокот на новиот милениум. И 2002-та, кога овде беше прославена европската шампионска титула. Од тука реков нека биде ова вечер за паметење, нема да го оставиме ракометот над преварот во втор план. Но реков едноставно ќе впиваме оваа атмосфера за што подолго да остане во сеќавање. Може би ќе биде поубаво, помодерно, со многу поубави услови, со многу поголем капацитет, но верувајте, Кале за секогаш ќе остане Кале. Почеток на надпреварот. Вардар го има првиот напад. Вардар оди со Марковиќ на лево крилна позиција, Лацковиќ, Карачич и Душебаев во бековската тројка. Десно е Брумен на линијата од 6 метри. Стојанче Стојлов, кој што не беше во ростерот на надпреварот со Целје. Ева првата акција, Душебаев, Лацковиќ одбиена топка, да видиме за Карачич таму, меѓуто има фаул, има удар од 9 метри за Вардар. На голот на Вардар е Петар Ангелов, значи заедно со Стојлов беше отсутен на мечот со Целје од првото коло во Лигата на шампионите. Ќе продолжи нападот Стојанче Стојлов, веројатно освежен, одморен. Во Кале испишана историја, веќе ќе се памети Вујовата мајсторија и не само неговата, веруете. Говорам за сите оние резултати и кога размислував што се ме навраќа на Кале, се потсетив и на еден надпревар Југо против Фаски Анкара Вардар. 17 голови на Пепи Манасков. И тоа не се заборава, а да не говориме за, реков, сите оние репрезентативни настапи, не само во ракометот и одбојкарите, тука бележа одлични резултати и многу други манифестации се одржани. Продолжува нападот 0-0. Минуваат првите 60 секунди, се обидуваат Загребчани со агресивна одбрана, го најави тоа Раул Гонзалес, велат со доаѓањето на Веселин Вујовиќ. Загреб смени во одбраната, Карачич бие непредседен над голот. 5-1 одбрана што му создаде доста непријатности на германскиот гигант Кил. Брза трансформација, да видиме ќе има ли завршица, се обиде веднаш Лука Степанчич, корпулентниот десен бек. Да видиме, почнува со Јосип Валчич на централната бековска позиција. Веселин Вујовиќ лево е со број 19 Шушња, сега со број 94 Павловиќ ќе оди на левата бековска позиција. Спомена колегата Југослав дека Јосип Валчич ќе биде носител на играта, но ќе го видиме и младиот Обрановиќ, фантастичен ракометар од плејадата млади ракометари, и се пошегував малку во пресрце на овој надпревар тука со некои од гледачите дека ако се исклучат 3-4 ракометари од Загреб, тоа ќе биде една од најмладите екипи во СЕХА лигата и во Лигата на шампионите, а тоа се пред се браќата Валчич. Еве сега Лука Степанчич успева да пробие и да го отвори резултатот, да победува ППД Загреб. Прво плинарско друштво, но ќе го користиме терминот Загреб. Полесно е, да, полесно е. Лацковиќ се обидува сега во блокот, добро поставени во оваа одбрана 5-1, која што изворено ја одработија против Кил ракометарите на Веселин Вујовиќ, тогаш предводени од неговиот помошник, исто така прославениот хрватски репрезентативец Златко Сарачевиќ. 9-13 на полувреме, Кил имаше предност, а потоа во вториот дел импресивни 30 минути и победа на Загреб од 27-25 во меѓувреме. Матјаш Брумен го постигнува својот прв гол и го изедначува резултатот. Поставата на Загреб во напад е истата. Степанчич на десната бековска позиција, Јосип Валчич е среден бек, потоа лево е Павловиќ, што е новакот во екипата на Загреб, заедно со Лукачец. На левата крилна позиција е Шпрем. Десно е Раковиќ, екс-ракометарот на Вардар, така е. Погодок на пикерот на Загреб. Шушња, 2:1, има водство хрватскиот представник на стартот, два пати. Ротира очигледно, барем во оваа прва постава и Веселин Вујовиќ, го нема Хорват на десната крилна позиција, почнува Раковиќ, а го нема ниту Брозовиќ, почнува со Шушња, кој сега го доведе одново составот на Загреб во водство. Прва интервенција, иако под прекршок беше таму нашиот ракометар, па нема да му ја броиме, на одличиот Ивич, кој имаше 12 одбрани против Кил и секако беше еден од најзаслужните. Интервенција на подот, две екипи кои реков ја одбележуваат СЕХА регионалната лига, барем во нејзините почетоци, ова е четвртата сезона, а споменав Вардар триумфира во
Така е простата Стевановиќ на голот, спомена Ивич, а Ивич ги имаше тие 12 одбрани против Кил, но реков Вардар ја освои првата и третата сезона во СХ лигата. А Загреб, се сеќавате, се радуваше во спортскиот центар Борис Трајковски на условно домашниот терен на Вардар во големото финале. Прекрасен погодок Душебаев за изравнување 2-2. Вардар се радуваше во Загреб, а Загреб пак се радуваше во Скопје во претходните две сезони во кои што доминира едните и другите. Тоа се двете единствените две екипи кои што имаат 3 завршници до сега во СХ лигата. Мислам на Final Four турнирите. Јосиф Балчич е сега во ситуација да организира нов напад на Загреб. Останува Шуштја на пикерската позиција. Како и Степанчич на десната бековска, токму Степанчич бие, сега отиде во блок Лацковиќ, се обиде да интервенира и Ангелов, меѓутоа топката заврши над пречката, нема погодок, еве шанса за Вардара да дојде до своето прво водство. Лацковиќ, добра позиција, чиста, би требало да го искористи ова Лацковиќ. Негов прв гол се уште го нема оној потребен вистински ритам. Ако ја дозираат формата на Лацковиќ, луѓето од стручниот штаб на Вардар ќе биде тоа одлично. Сигурно дека многу повеќе очекуваме од искусниот ветеран, прославениот хрватски репрезентативец со златни медали од олимписките игри, од светските првенства. Така кратко траеше неговиот настап во целје, заработи исклучување, без да го даде полниот ефект, но Лацковиќ е ракометар на кој секако мора да се смета и му е многу потребен на Вардар. Во отсуство на десната бековска позиција на Петрич, кој има сериозни проблеми со повредата и прашање колку и кога и колку ќе биде подготвен да се врати. Уште еднаш се обидува Степанчич да влезе добро организирана одбраната. Лацковиќ, меѓутоа убава комбинација тука на линијата од 6 метри кон Шуштја. Прва интервенција на Ангелов и веднаш ерупција во гледалиштето, а во контра успева Абутовиќ да погоди за 4:2, по оние 2:1. Еве сега серија на Вардарци и водство за Загреб и сега во серија на Вардарци за 4:2. 6 минути игра. Одлична асистенција на Душебаев, Абутовиќ на нетипична позиција за него, меѓутоа добар, прецизен, сталожен. Загреб е на потек, греши Степанчич, добро функционира зоната на Вардар. Еве шанса за +3. Највисока предност до сега. Душебаев брза, Карачич 1-1, добар со Лацковиќ, добра тешна акција. Штета Душебаев не успеа да проигра, меѓутоа судат прекршок. Унгарците, не само тоа, туку и 2 минути исклучување за Мандалин, за Степанчич. За Степанчич е тоа казна, ќе мора да го провериме тоа. Да видиме дали е престрога одлуката на унгарците. Не забележа, меѓутоа имало веројатно фаул таму некаде на линијата од 6, удар во лицето на еден наш ракометар. 4:2 останува. Загреб е во напад со нов ракометар на десната бековска позиција. Шебетич на местото на Степанчич сега. Павловиќ останува лево, исто како и Шпрем на крилната позиција. Сега комбинираат со Лука Раковиќ. Балтич. Ево го новиот ракометар во екипата на Загреб. Шебетич, меѓутоа лесна интервенција на Петар Ангелов. Број 2, оди Вардар по +3. Така и брза трансформација Душебаев, дали ќе завршува, не, отвора простор Лацковиќ за Марковиќ и еве го поголован ход. Прекрасно движење на оваа топка, Марковиќ со убава завршица за 5:2. Иако можеше Душебаев, можеше и Лацковиќ да тргне на лес, но се движеше оваа акција одлично за на крајот Марковиќ не заврши со погодок по 60 секунди минати од казната исклучениот на Степанчич. И Вардарци на +3. Реков, многу големи дуели меѓу себе одиграле овие две екипи, не само последните сезони во СХ лигата. Се сеќаваме и на едно гостување на Вардар во Лигата на шампионите 2007-2008 во таа сезона, кога одигра нерешено нагости против моќниот Загреб. Марковиќ одново и фантастично. Втор погодок за 6:2. Тоа е вистинскиот Вардар. Нема Бибиров, се обидува сега, има тешка задача, меѓутоа успешен е Марковиќ, атрактивно да го совлада противничкиот голман во случајот Стевановиќ и Веселин Вујовиќ Баратемал.
crtu, ideš na crtu, marker Luka obuci marker, radimo ukrštanje za Biotena. Napravili su nam 3 kontre jer im date loptu u ruke. I opet je panika, pucate po sredini, opet šprem, ideš jedinica napred, kroz, tamo si prema. Majstori, ne trčite, nema vas u duelu, niste jaki, ne, isto kao da ste počeli protiv Kila, pa na što to liči je? Ajmo mirno, imate 15 sekundi do gola. Ajde, da igram! Ajde! Da gi razbudi своите ракометари. Тешко е по оној позитивен, емотивен шок против Кил на сензационална победа да се вратат во живот хрватските ракометари. Никој не очекуваше дека токму овој Загреб ќе го совлада на стартот германскиот шампион Кил, меѓутоа успеа овие момчина да се мотивираат и сега сигурно дека ќе биде тешко да се вратат во вистински ритам за разлика од Вардар кој што иако имаше тешка победа против Целје, сепак рутински го одработи тоа и еве полека без Тибиров и без Штербик ќе повторам успеа да го има позитивниот биланс на овој почеток, овие воведни 9 минути, има убави 4 гола предност, меѓутоа има уште доста да се игра овде и ќе мора да се сочува ова добра игра пред се во одбраната на Вардар. Се обидуваат сега хрватите, еве го првиот погодок на Павловиќ, на младиот талентиран ракометар на Загреб, кој што дојде од Дубрава оваа сезона како дел од младите сили во овој повеќе кратен хрватски шампион. Многу млади ракометари, познат Загреб по тоа, обезбедија и спонзор, навистина непосредно во пресрет на сезоната, но има квалитет, практично се она што значи нешто во хрватскиот ракомет, главно завршува во Загреб. Значеше многу и Лацковиќ, еве го Вардар, Карачич, Душебаев и убаво движење одново за погодок на Брумен. Втор гол на Брумен, 7:3. Претходно сеќавате кога погоди Марковиќ во една ситуација, акцијата речиси идентично одеше на левата страна, сега на десната. Добро движење на топката, сигурна топка, она што го посакуваат тренерите за водство на Вардар со 7:3. Останува Валчич на централната бековска позиција, Шебетич на местото на Степанчич десно на трешните позиции, релативно исто со тоа што мислам дека, како што го нарече Веселин Вујовиќ, броса сега на цртата или на линијата од 6 метри како кружена нападјач. Илија Брозовиќ, 23 годишен ракометар, 4 погодоци против екипата на Кил. Успеа таму да дојде до позиција Павловиќ да бие, но под прекршок од тука 9 метри ќе уфрли Брозовиќ. Реков е уште еден од плејадата млади надежни ракометари, меѓутоа еве го искуството на Јосип Валчич. Прв погодок за Валчич, намалува на 7:4, релативно брз центар изгледа сега Вардарци, а да видиме Марковиќ таму се жали на повреда, не забележав, но имаше еден дуел дали со Раковиќ, така е. Немаше намера, веднаш се извини Раковиќ, заврши неговата рака во лицето на Марковиќ. Се лути сега Марковиќ, но реков еве уште еднаш коректно. Лука Раковиќ, човекот кој мина 2 сезони од 2012 до 2014 во екипата на Вардар, ја продолжува својата кариера во составот на Загреб. Душебаев, Карачич, Лацковиќ на дорешните позиции, Стојлов остана на линијата од 6 метри, Брумен и Марковиќ се на крила. Карачич заедно одиграде на 1, меѓутоа овој пат нема простор таму, добро затворен Брумен за евентуален влез, продолжува акцијата Карачич, Лацковиќ се обиде, мора Лацковиќ да ги користи овие ситуации кога двајца ракометари тргна таму и Раковиќ, но мислам дека и Шебетич да затвораат на крило кон Марковиќ. Лацковиќ има простор за влез на 6 метри, сега бие Душебаев, добро поставен блок од Брозовиќ, меѓутоа топка ќе уфрли од аголот Матијаш Брумен. Да видиме, се уште не е подигната раката на судиите, активен е овој напад, се обидува сега по-малку и на сила и изведува Душебаев, прв удар од 7 метри за екипата на Вардар. Ќе остане Матијаш Брумен. Другите се повлекуваат да примат совети, да се освежат, а Матијаш Брумен во обид да биде председен од пенал. Не успеа првиот, но затоа во вториот и од тука ќе го водиме овој погодок како гол од игра. Не гол од пенал, затоа што успеа Стевановиќ да одбрани, меѓутоа веднаш потоа одбиената топка успеа да ја прифати Брумен и да зголеми на 8:4.
ги одржува Вардар овие 4 гола позитива, што ги оствари пред 3 минути. Раковиć. Павловиć, добро се ослободи Павловиć, 1-1 бранеше таму Ангелов, меѓутоа под фаул беше Павловиć. Еден млад ракометар, многу брз, со завидна техника, покажува дека ќе биде големо засилување за Загреб и се разбира за хрватскиот ракомет. Ќе видиме како ќе се развива ова момче. Греши сега искусниот Јосип Валчич, оди во контранапад Вардар, Карачич атрактивно, Душебаев, Марковиć. Највисоки 5 гола позитива. 9-4. Одлична акција на Вардар. Одлично започнува контранапад со атрактивната асистенција на Карачич, потоа продолжи Душебаев и заврши Марковиć. Павловиć за Загреб. Шебетич комбинира таму со Валчич. Оди сега Павловиć сам за крило, Раковиć, одличен потек. Од зглоб убаво поранешниот ракометар на Вардар, Лука Раковиć погодува. За 9-5 по 13 минути игра, убаво, атрактивно од двете страни. Реков, може би помалку растоварени едните и другите по оние стартни победи во Лигата на шампионите. Јасно е дека истакна и Раул Гонзалес дека доколку Вардар слави против Загреб, она победа над Металург, дека практично голем дел од работата е завршена околу првичната амбиција обезбедување пласмена Фанал Форота. Лацковиќ со помош на блокот на Шебетич, погодува Лацковиќ, втор гол за него. За 10-5, одново оние највисоки 5. И од тука реков резултатски да, има значење овој надпревар, но реков на крилата на успесите во Лигата на шампионите, помалку и растоварено, гледаме во токму еден таков ракомет, не кој знае колку агресивно во одбраната, но јасно е дека едните и другите ги посекуваат бодовите во овој меѓусебен дуел. Оди сега Павловиć, комбинација таму со Шпрем, Шпрем легува на втор пикер заедно со Брозовиć, меѓутоа се измешаа некако редовите, ќе мора се завршува Шебетич, нема кому да спушти. Идејата беше да оди оваа топка кон Лобро Шпрем. 24 годишното лево крило во екипата на Загреб. Одново Валчич под притисок Шебетич, искуси за момент оваа топка. Валчич мора да завршува и сега беше покрие се чини Ангелов. Оттука втор погодок за Валчич, намалува на 10-6. Вардар со Стоилов на линијата од 6, останува со Лацковиć, со Душебаев, со Карачич, со Брумен и со Марковиć. Истите седумина, се разбира со Ангелов на голот, кој што го почна над преворот и играат речиси половина прво полувреме. Имаат добра предност, имаат добар ритам. Карачич. Душебаев. Од 9 метри не успеа да го задржи ова Стевановиć. Душебаев, гол број 2 за него. 11-6, повторно 5 гола разлика и има измена на голманската позиција во Загреб. Се враќа првиот голман Ивиć. Обид на Шебетич, одбрани Ангелов, оди во контранапад Лацковиć сам, има 7 метри исклучување сигурно. Нема дилеми, двајца ракометари на Загреб не успеа да го запрат налетот на Лацковиć, издржа до крај, упати удар, сега пречката беше сојузник на новоземиот Ивиć, но ќе има тука 7 метри, да видиме за кого 2 минути. Валчич е исклучен, второ исклучување во редовите на првоплинарско друштво, а сега Марковиć ќе оди на линијата од 7 метри за прв пат против одличниот Ивиć, уште еден реков млад голман, 22 годишен. Целата своја кариера од најраната младост ја минува во екипата на Загреб. Филип Ивиć, 12 одбрани против кил, но може ли против Марковиć од 7 метри? Оди Марковиć и погодува со четвртиот погодок. Прв од линијата од 7 метри на ефикасен во двата табора со вкупно 4 за 12 спрема 6 и највисока разлика во 16-та минута. Да видиме дали има нови ракометари во составот на Вујовиć. Исклучен играч има со маркер негова Хорват. Го немаше еден стрелец на Загреб во сека лигата до овој момент.
и со број 37, тоа е Обрановиќ, ракометарот за кој што зборуваше колегата Видевски пред почетокот, ќе мора брзо да се враќа во игра сега Ивичи да продолжи со ракометар помалку Загреб. Удар во Дирекош, удираше токму Обрановиќ. Не знам дали ја допре оваа топка Ангелов, мислам не. Еве шанса да го видиме тоа. Брзо беше, но мислам дека топката го погоди Дирекот. Иако добро се постави нашиот репрезентативен чувар на мрежата. Вардар оди по плюс 7 со истиот состав, со една измена го нема Лацковиќ кој што претрпе претрпено фаул тежак од Балчич. Еве го Горбок, токму во овој момент го упати тој првиот удар. Ивич ја имаше својата прва интервенција. Хереот на Загреб на мечот со кил. Ишиш Краре во игра во овој напад на Вардар на десната крилна позиција. Горбок се уфрла на Пикер, меѓутоа оддалечи на обид на Душебаев. Втора интервенција на Ивич. Еве шанса за брза трансформација, но нема да брзаат. Поглед након семафорот, 20 секунди до комплетирањето на Загребчани. Па од тука ќе се обидат неколку проигрувања на двоечните позиции да се очекаат да бидат комплетни. Дали има сега причина на 8 секунди да влегува со маркер тука Хорват? Не. Ќе се комплетира со Лука Раковиќ составот, откако забележувате Брозовиќ е на својата пивотменска позиција. Минува казната, комплетна екипата на Вардар на Загреб, 12 спрема 6. Обрановиќ го упати својот прв удар претходно во Дирекот, сега оди на левата бековска позиција, се извлекува Павловиќ како центар, обид да спушти и успева тоа за Брозовиќ на линијата. Тоа е прв погодок за Брозовиќ, намалува на 12 спрема 7. Вардарци нема причина да форсираат попримен гол, едноставно имаат водство, го одржуваат таму по на 5-та минута, кога за прв пат поведоа со 3 спрема 2, со големијато водство на 5, односно 6 спрема 2, и да тогаш практично успеваат да одржат таа разлика. Горбок успева да прифати и веднаш да проигра со Марковиќ, прекрасен суфлис над главата на Ивича. Петти гол за Марковиќ за 13 спрема 7. Југо Вардар како поноти на овој надпревар. Апсолутно добра течна игра, добра одбрана пред се и расположен Марковиќ кој што е најефикасен на теренот со 5 погодоци. Еден постигна од 7 метри, еден од контранапад, меѓутоа одличен. Еве го Обрановиќ сега улога на плеймейкер, новиот ракометар на Загреб. Дојде од екипата на Иванич и во меѓувреме намалува Одлична по акција негова од асистенција. така преку Брозовиќ. Два пати пореди исти се асистентот и стрелецот. Говоря за квалитетите на Брозовиќ, успеа да се носи и да излезе на крај со корпулентните дефанзивци на кил и да постигне 4 погодоци на тој надпревар. Значи играта на Загреб доста се темели преку тие проигрувања на линијата од 6 метри. Веројатно тука треба вардарци да обрнат нешто поголемо внимание. 9 метри за Стојанче Стоилов и прекрасно, многу итро Стоилов ја спушти оваа топка зад себе, а Марковиќ нема да сгреши. Шести погодок, 14 спрема 8. Очигледно и ова се работело. Атрактивно во стилот на Столе. Одлична акција. Ова се потези кои што сигурно дека ќе бидат забележани и ќе бидат потек на неделата или на колото во регионалната лига. Марковиќ одлична замена за Дибиров. 20 минути, а тој веќе постигна 6 погодоци. Погодува на спротивната страна и Степанчич. Втор погодок за десниот бек на Загреб. Исто колку и Брозовиќ и Јосип Балчич во редовите на хрватскиот шампион. Душебаев сега одлична топка, да видиме за Шишкарев. Ево е неговиот прв погодок. Го замени Брумен на десно крило и многу атрактивно е завршила оваа акција. Погледнете од зглоб, прекрасно. А тоа не може да го забележат гледачите. Вујово комуникација со Златан Сарачевиќ покажува кон семафорот вели 20 минути, а примивме 15 голови. Тука е јасно слабоста на Загреб, иако сега успева да пробие Обрановиќ да го постигне првиот гол, да намали на 15 спрема 10. Толека во овој надпревар со многу емоции, со многу поводи за едно ракометно расположение и најавив дека
играта ќе биде атрактивна, дека нема да се оди она што се вели до максимума, барем до моментот кога не се решава победникот, да видиме дали воопшто Загреб ќе дојде во таа позиција да го загрози ова водство 15-10. Ќе се подсетиме и Кил водеше во првото полувреме, Загреб успеа да се врати, сега пред својата публика, но како и да е, Горбок не се решава на удар, Душебаев за Карачич, обитна Карачич 1-1, не успеа да мине, но затоа убава диганала, Шишкарев бие гол! Одлично проигрување за 16-тиот погодок на Вардар, 16-10. Втор за Данил Шишкарев. 5,5 минути го одржуваат максималното водство од плюс 6 за вардарци. Беше 12-6 во 16 минута, сега е 16-10. Обрановиќ останува на плеймекерската позиција, со Павловиќ вкрстува таму сега и Шпрем. Еве го сам и да видиме, нема удар од 7 метри. Обрановиќ беше тука во позиција да пробие. Тоскич во одбрана со Бутовиќ заедно. Павловиќ, да видиме, сега ќе има исклучување, да. И тоа за Шишкарев, мислам дека е тоа. Не, сепак за Душебаев. За Душебаев. Прво исклучување кај Вардар, ја гледам уште на оваа ситуација. Иако едниот од судиите покажуваше на Тоскич, Тоскич и не фаулираше во оваа ситуација. Да, сепак е коректно тука да на судиите, затоа што влечеше за адрес Душебаев. Прво исклучување и во редовите на Вардар на овој натпревар. Загреб досега на два пати со ракометар помалку. Вардарци во континуитет играат добро, без оглед дали противникот е комплетен или не, а бил дал оваа предност до плюс 6. Но да видиме како сега Загреб ќе искористи предноста од играча повеќе. Степанчич и убава акција. Ја завршува Степанчич со својот трет погодок за 16-11, релативно брзо, 20 на секунди по исклучувањето на Душебаев. Стојлов е во игра. Дали Терзич сега ќе бара маркер да ја комплетира бековската тројка, затоа што Шишкарев се излекува на десен бек, нема маркер, доста бавно се случува сето тоа на Вардаровата клупа, иако Прибак не го добива Тоскин, односно Терзич, туку Прибак го добива маркерот, но мина многу време. Вардарци до тога ќе мора да завршуваат, затоа Шишкарев, комбинација со Горбок, потребен удар од далечина, меѓутоа добар голман Ивич. Трета негова интервенција веднаш се развива полуконтра на спротивната страна. Валчич ја поведе, еве ситуација, бие и погодува Степанчич, четврти погодок, вторено подруго за 16-12. Една минута од казната на Душебаев, два гола на Загреб. Степанчич два во низа, тоа е ракометарот кој што на Кил му даде 4 гола, исто колку што и Брозовиќ, меѓутоа најефикасни тогаш беа Хорват и Обрановиќ кој што постигна скоро 6 погодоци. Добро го користи Загреб ова исклучување претходно на Душебаев и токму затоа Раул Гонзалес мора да побара тајм-аут. Ајде да слушаме какви ќе бидат советите. Се случува пад во играта на Вардар по фантастичните 20 на минути. Предизвиците во животот се решаваат со сигурен, добар и навремен избор. Со 15 години искуство на пазарот на струја, Energy Delivery Solutions може да одговори на потребите на компаниите со гарантирана најниска цена на електрична енергија преку најголемата балансна група. Energy Delivery Solutions. Сега имаме избор. Замисли и сега се е премиум. 140 канали, од кои 16 HD со бесплатен камодул. Неограничен интернет до 100 мегабити во секунда. Бесплатен модем со вграден Wi-Fi рутер и фиксна телефонија со вклучени 600 бесплатни минути кон сите фиксни оператори. Замисли пакет премиум само сега за 1099 денари. Замисли и сега се е близу. Вардар успеа да ја искористи својата шанса и покрај тоа што има ракометар помалку да постигне многу значаен погодок. Горбок беше во ситуација да погоди кога во мини серија Загреб постигна 2 гола со ракометар повеќе. Еве нова шанса сега, одлично таму одработи Хорват. Се обиде да затвори кошаркарски Петар Ангелов, меѓутоа
Одличен сублист и немаше овде шанса голманот на Вардар да интервенира. Раковиќ, поточно Хорват го постигнува со прв погодок. Така станува збор за фантастичен искусен коментар. Знаеме каков е придонесот на Хорват, не само екипата на Загреб, туку и во хрватскиот репрезентативен состав, со кого забележа многу големи успеси на европските и светските. А сега Стоилов прифаќа, сакаше атрактивно од ланка, од зглопно. Не го доби посакуваното ефе ротација оваа топка. Веднаш акција спред една страна, со можност да се сгреши, успева да спаси Шпрем во последен момент. Доста сега некоординирано оди ова акција, од тука бара Обрановиќ да биде забавена. Има можност за Раковиќ и одново поуспешен на првата статива успева Раковиќ. Негов втор гол за 17 спрема 14. Реков, Загреб демонстрира квалитета над преварот во Лигата на шампионите и никако не смее да се подцени. А кај нас Ангелов ќе го напусти голот, за да него да застане Страхиња Милич. Но ние следиме напата на Вардар, Горбок Карачич и со број 9 Стефан Терзич. Еден од најмладите во составот. Еве го токму Терзич беше позаимен на Зомимак, веќе знаете. Стоилов требаше да прифати оваа топка, не успеа, може би имаше прекршок, но има сега контра за Хорват и одново погодок. Втор за Хорват. 17 спрема 15 и доведени по знак оние плюс 6, што на неколку пати ги имаше Вардар во ова прво полувреме. 4 гола успеа да намали Загреб, да ги искористи оние 120 секунди кога беше исклучен Душе Баев. Еве и во продолжение игра добро. Менува Раул Гонзалес на плеймейкерската позиција. Немања Прибак е сега во игра на позиција среден бек. Еве го Прибак, удар, меѓутоа добра интервенција на Ивич. Четврта негова и Загреб сега ќе тргне по -1 во финишот на првото полувреме. Кризен период за Вардар, го користи тоа максимално. Загреб полека успеа да се вратат во игра стрпливо, со многу борба во одбрана, со квалитетен напад, со ротација на Веселин Вујовиќ и еве ги сега загребчани во акција за опасно приближување до Вардар. Обрановиќ, обитно Обрановиќ, грешка има тука, нема ништо, нема фаул, во право се судиите, оди Вардар во полуконтранапад или сепак во позицијна акција. Прибак, Терзич ја прибака топката, добра позиција на Терзич, одличен удар долу под блокот на Обрановиќ и одлично погодува сега Терзич. Многу значени се овие погодоци сега во период во кој што Загреб успеа да фати резултатски приклучок, наместо -1 сега се на -3. Но покажа Загреб дека знае да се врати резултатски и против Кила. Еве и во овој дел од надпреварот против екипата на Вардар ќе мора црвено-црвите да заиграат малку повнимателно, поагресивно во одбраната, затоа што во серија 6 погодоци по на 20-та минута, кога реков Веселин Вујовиќ покажа кон семафорот дека има примерно 15-16 погодоци, а постигнато само 9, еве ги стигнаа до 15, значи 7 погодоци во овие 6-7 минути и сега одново убав влез, чиста ситуација што во погодок ја претвора Палчич, тоа е Јосип Палчич за 18 спрема 16, одново многу простор во одбраната, сега Тоскич е повлечен, игра главно во одбраната за Стоилов да го заземе своето место на линијата од 6 метри. Ја нема помошта од фантастичниот Арпад Штербик, кој што имаше 21 интервенција против целе. Сега само 3 на Ангелов, ниту една досега за Милиш, што е заправо сега влезе, но прецизен е Горбок. Втор гол на Сергеј Горбок. Прв центар на Загреб, Јосиф Балчич е повторно тука. Одлично проигран шушња од Степанчич, има прв удар од 7 метри за екипата на Загреб. Обично оди Хорват на таа позиција, искусен квалитет, рече си и да не знае да сгреши. Има сериозно искушение. Страхиња Милич, ние го гледаме Прибак во кадарот, добро се надополнуваат со Карачич на плеймейкерската позиција на Хорвата и Страхиња Милич. Ево го Милич, но Хорват одбијаат топка, двојна интервенција на Милич за ерупција.
od zadovoljstvo vo Salata. Horvat ne realizira, može bi jaz go zarekao. Rekao, to je jedan od najsigurnitih zaduvači na penali, na udari od 7 metri. Sledeći gi negovite nastupi u hrvatskата reprezentacija, ne samo Seha Ligata, tuku i voopšto vo međunarodni nadprevarire vo međunarodni ramki. Gorbach predmalku upati uvav udar, to se očekuje od nego njegovite fizički predispoziciji da otvori, da izleče zonata, su njegovite skok udari od 9 metrice, ga pod strašen pritisak od Stepančić, ima 9 metri, Toskić na mjesto to na Stojlov, produžio napad od Pribaka, desno je Terzić, evo Gorbach se diga na šut, dobro postaven blok od korpulentni od visoki od Šušnja, se razviva polu kontra i ima završica, ne zato što Milić, svoja treta intervencija, go sprečuva obidot na Josip Valčić, to je ona što mu nedostupuje na Vardar malku da vlezata golmanite vo serija i tukaj je kraj na prvo poluvreme. 19 prema 16 poluvreme, koliko je Vardar nekog kupat imaše, ќе подсетам и 6 разлика во 20 минута беше 14-8, потоа 16-10, но од тогаш успеа да се врати во игра, да намали на 16-12, потоа и на 17-15 екипата на Загреб, за на полувреме Вардар да заминат со солидна позитива од +3, што не е гаранција дека бодовите во Сеха се освоени. Затоа останете со нас и во второто полувреме. Овој Загреб кој што предупреди со импресивно, брилјантно второ полувреме против германскиот шампион Кил и по негативата од 4 успеа на крајот да стави со 27-25. И тоа е сосема доволно предупредување за вардарци во овој надпревар, во овие решавачки 30 минути. Така, ја гледа дискусијата, гледачите во долния дел на нашите екрани, Весели Вујовиќ, едниот од судиите и со делегатот. Вардар предолго се задржа, односно Загреб предолго се задржа во соблекувалната, па дури и помошникот Сарачевиќ заработи жолт картон поради таа невнимателност од страна на гостинскиот состав. Како и да ја влегуваме во вторите 30 минути кои дефинитивно ќе го дадат победникот во дерби надпреварот од петто коло во Сеха, регионалното надпреварување на две екипи кои постојано се во фајнал форот на двојниот шампион во Сеха Лигата Вардар и на освојувачот на Сеха од пред 2 сезони екипата на Загреб. Милич, четврта интервенција, но топка во аут. Ќе остане Загреб во напада. Хорвата влезе, внесе многу свежина во играта и практично беше еден од незаслужите за оној приклучок што успева да го направат ракометарите на Загреб. Степанчиќ па Хорват се уфрла на втор пикер, меѓутоа не успеа тука Обрановиќ да ја продолжи акцијата, па тука само 7 метри, односно 9 метри за Брозовиќ, ќе се прави блок, да видиме. Не може од прв обид Степанчиќ да се дигне на шут, внимателна одбраната, Степанчиќ и Лацковиќ еден крај друг, Лацковиќ во дефанзива, сега се под сериозна закана на одземање топката поради пасивна игра Валчич, но судиите веќе се огласија. Бавно одеше овој напад, немаше идеја во нападот на Загреб и поради пасивност вардарци тргнуваат во обид да стигнат до 4 плюс, има неколку пати 6, а се јавува и публиката во спортскиот храм, ракометниот храм во Кале, одекнува Вардаре. Дали за последен пат не верувам, може би, но велат вардарци ќе треба да се поклопат некои термини во Јане Сандмански за Вардар одново да дојде да игра овде во Кале. Ќе падне во заборав ова сала која памети многу резултати, многу мигови на задоволство, ерупци, на славје, но исто така и мигови тешки во ракометот на порази, но тоа е составен дел од спортот. Како и да е, останува салата на помладите категории кои сега добиваат многу повеќе и посолидни термини за работа и за подготовки. Душеваев на влез, има доста жесток старт, меѓутоа нема тука исклучување. Штрем стартуваше само 9 метри, судиите бараат да се интервенира на подот, само ќе подстат двете екипи ги очекуваат сериозни искушенија, веќе престојниот викенд, може би посериозно за екипата на Загреб која му гостува на Пари Сен-Жермен. Вардарци очекуваат со победа да го отворат новиот свој спортски храм Јане Сандански против составот на Чеховски Медведи во 19 часот в сабота е тој надпревар, 4 октомври. Металург игра нагости против Мешков во другата група, онаму каде што е
Загреб и само подсетување да нема дилеми, иако на официјалниот сајт на Европската федерација стои дека термините на двата надпревара се поклопуваат, не е така. 18 часот е по белоруско време, Металург ќе стартува од 17, Вардар 2 часа подоцна. Долго траеше ова акција, Лацковиќ се обиде, меѓутоа под прекршок, па нема да ја броиме интервенцијата на Ивич, а Вардар ќе продолжи со ново фрлање од 9 метри и со многу прекини поради овие интервенции. Се уште нема гол, 3 минути игра во продолжението. Вардар е на потек. Лацковиќ, еден карактеристичен скок шут, меѓутоа брани Ивич, ова знаеше да го направи Пепи Манасков со многу прецизност и успех. Балчич за Загреб. Степанчич, одличен Степанчич. Започнува и во второто полувреме, како што беше и во текот на поголемиот дел од првото полувреме. Петти погодок на Лука Степанчич, еден помалку има само од најефикасниот на овој надпревар, од спротивниот табор е Добриве Марковиќ, кој што одигра едно изворено прво полувреме. И да видиме сега, ќе мора да му се укаже помош на Степанчич, дали тука кога беше во налет на спротивната страна доби удар, па потече крв од неговиот нос, затоа што кога се повлече во одбрана, веќе немаше никаков контакт со ракометарите на Вардар. На брзина секако избришена крвта според пропозициите. Еве дел од гледачите во спортно-рекреативниот центар Кале. Прибака комбинација со Стоилов, Душебаев. Лацковиќ, убаво за Стоилов, но свртен овој со грб, нема позиција за удар. Прибак, Лацковиќ се излекува прекрасно и погодува. Пред гол за 20 спрема 17 Вардар да ја одржи предноста. Не е убедлива како во најголем дел од првото полувреме, но сосема солидна против секогаш опасниот Загреб. Прозовиќ оди на линијата од ЦСКА Загреб. Јосиф Балчич е на средната бековска позиција. Десно е Степанчич. Лево Обрановиќ. Не се разбраа сега овие двајца. Оди контрата на Вардар. Марковиќ брзо, прецизно. Гол број 7 за Марковиќ. Одлично го заменува Дибиров, кој што е денеска надвор од ростерот на Раул Гонзалес заедно со јунокот од Целје Штербик. Балчич, Обрановиќ сега, Степанчич, Обрановиќ брзо исфрли, прецизно беше Немакен Милич. И тоа за 21-18 се вршат измени. Тоскич и Јабутовиќ одат надвор, во зависност од тоа дали е Вардар во фазата на одбрана или во фаза на напад. Прибак, Лацковиќ и Душебаев бековската тројка на третите позиции. Марковиќ там го изнесува товарот на левата крилна позиција во отсутство на Дибиров. Нема сомнение за квалитетите на Марковиќ, но Дибиров ги освои симпатиите, па стана една од првите звезди во тимот. А сега греши Лацковиќ, се развива контра, Хорват ќе завршува сам, бие меѓутоа не прецизно над голот. Останува 21 спрема 18. Еве нова шанса да биде зголемена разликата, одново на плюс 4. Душебаев за Прибака, под прекршок е таму Стоилов. За 9 метри стартуваше Тончо Валчич на искуствиот во екипата на Загреб, 36 годишниот поранешен хрватски репрезентативец Стоилов. Комбинација со Прибак, Душебаев, десно е Брумен, лево Марковиќ, тоа е поставата во нападот. Душебаев и одново го бара Стоилов, овој пат велат се е чисто, но Марковиќ прифаќа и правеше и престапа и немаше доволно ротација оваа топка за да го смени својот правец, но остана Стоилов да се жали на повреда. Бараат Чаба Добровици и Петар Тајок да се смират страстите, откако имаше реакција од клупата на Вардар за стартот и за овој удар што го прими ракометарот на Вардар. Ја нема на динамика, на течност на преварот од почетокот, неколку повреди, неколку прекини. За сега ја одржува предноста Вардар. Добрата одбрана носи резултат. Се сеќаваме на оние неколку контри по добро одиграната одбрана на Вардар. Тука ја направија на тој начин разликата Вардар. Разликата максимална, точно. Сега по овие неколку прекини ќе видиме која екипа ќе успее да влезе во вистинскиот ритам. Брозовиќ е пикер на Загреб во оваа акција.
Одлично краде таму Марковиќ сега, меѓутоа осамене. Никој не истрча како тој, а Бутовиќ сега Тоскиш тука ќе мора да застане нападот на Вардар, да оди Бутовиќ на клуба, да влезе Душебаев. Тоскич се менува со Стоилов на линијата од 6. Прибак е плеймейкер со Лацковиќ и со Душебаев. Вардар оди по плюс 4. Имаше и плюс 6 во првиот дел. Максимална предност. Лацковиќ. Прибак. Добра акција. Одлично одиграно. Брумен со Марковиќ. Латка беше во целје. Брумен со дебиров сега. Брумен Марковиќ. Атракција. Воодушевување во Кале. Навивачите на Вардар експлодираа по ова изворена, по овој двоен цепелин. И тоа за плюс 4, 22-18, но како резултат на добрата одбрана. Да видиме сега обид на Степанчич, сам да мине 1-1, не успева, меѓутоа под прекршок беше Обрановиќ, па ќе уфрлат од 9 метри на коментарите на Загреб, Илија Брозовиќ ја прифаќа топката. Оди на центар, Јосип Валчич, главниот плеймейкер на екипата, се излекува лево Обрановиќ, затоа што Павловиќ почна, но не е доволен квалитет за овој надпревар, но затоа го се уфрла Хорват како втор фликер. Негов четврти погодок, прв во второто полувреме за 22-19 и натаму не попуштаат за гребчани, постојано се во негатива, но тука се и постојано држат некаков приклучок за да не дозволат пак да се опушти екипата на Вардар, како што се случи во оној период после 20-та минута, кога Вардар имаше 16-10, па дозволи да прими релативно висока серија, а сега Латковиќ со помош на директот Идаевиќ погодува по четврти пат. 23-19. Резултатска нишалка плюс 4 плюс 3 за Вардар. Останува Загреб во игра со Обрановиќ, со Балчич, со Степанчич десно. Брозовиќ остана на линијата од 6. Има ново лево крило. Сега хрватскиот представник Михич влезе на местото на Шпрем. Хорват претходно се во првиот дел го замени Раковиќ. Одлична интервенција на Милич. Потребна му е ова на Вардар. Петта интервенција поред на поточно пета вкупна интервенција на српскиот чувар на мрежата и сега оди Вардар по нов погодок. Прибак од тешка позиција, има 7 метри. Трет мерец за Вардар. Еден не успеа да реализира, чутираше Брумен, па не погоди, меѓутоа од дополнителниот обид да. Потоа Марковиќ беше прецизни, неверојатно тој ќе го изведе повторно ударот од 7 метри, трет за Вардар на голот на Загреб Ивиќ. Прецизен Марковиќ, 2 од 2 за него од линијата за 7 и гол број 9 за левото крило на Вардар. Сега, ако се навратиме на превод во целја, мислам дека Дибиров заокружи на 11. Еве го Марковиќ тука. Апсолутно достојна замена, нема дилеми. И поној Цепелин заедно со Брумен. Очигледно добро се работи на тренинзите, но потребно е време, го побара тоа Раул Гонзалес да се уигра оваа екипа. Сега успева да влезе на линијата, да се создаде добра позиција. Валчич и да намали на 24 спрема 20 на 20 минути до крајот, да практично завршена третина од надпреварот. Има овде уште многу да се игра, но нешто добро што Вардар во континуитета го одржува водството и нема да брзаат. Сега нема потреба за такво нешто, ќе кружи топката, ќе се оди до чиста позиција. Ево го сега Лацковиќ, нема таму блок за него. Да видиме за Душебаев, добра е подвижна оваа одбрана. Балчич врши многу работа, но Стоилов прифаќа. Што имало таму? Престап. Некој претрчувал низ полетот 6 метри, велат унгарските арбитри. Акција веднаш на спротивната страна. Валчич имаше и овде двојно водење од Обрановиќ, испушти па ја прифати одново топката, но ќе останат во напад коментарите на Загреб за Јосип Валчич да дојде на својата позиција, а Обрановиќ да оди лево, десно незаменлив Степанчич, покрени доволно подготвениот Шебетич кој влезе во игра, но Степанчич главно го гледаме во најголемиот тек од надпреварот на десна
Бековска позиција со број 13, Тео Чорич, 22 години, 198 см, 119 килограми. Сега тој пробувал како Шушња и Брозович не се снајдува најдобро на линијата од 6 метри, да отвори евентуално простор, меѓутоа да видиме и натаму го нема. Обрановиќ, комбинација со Степанчич и натаму Обрановиќ треба да се завршува. Степанчич и обита убаво проигрување за Валчич. Пети погодок за Валчич, 24 спрема 21, кружа, беа упорни и на граница тука за судиите да реагираат поради пасивен напад за Гребчани даваат гол. Тоа оној момент кога треба да има трпение и цврстина до крај одбраната на противникот, кога акцијата трае нешто подолго, тоа го немаше сега Вардар, затоа погоди Загреб. Душебаев сега, прв гол за Душебаев во второто полувреме, трети за него, како да не очекуваше зоната на Загреб толку брзо да ја заврши оваа акција Вардар, односно Душебаев, меѓутоа прецизен младинскиот репрезентативец на Шпанија, повторно плюс 4 за Вардар, имаше и плюс 5 само накусо, се врати повторно во оваа резултатска нишалка Загреб и бара приклучок. Сега акција со пробивање, судат во напад на Јосип Валчич, унгарските арбитри. Еве го Вардар сега со шанса повторно да поведе со 5 гола разлика. Тоскич оди на резервната клупа, игра само во дефанзива. Српскиот репрезентативец Стоилов оди во нападот на пивотменската позиција. Горбак е исто така во игра со Прибак. Еве го Душебаев сега освежува Раул Гонзалес во бековската позиција. Лацковиќ излезе од игра. Прибак на работ на пробивање, да. Веднаш го забележаат унгарските арбитри, враќаат и за претходно. Во секој случај беа во право. Валчич, па сега Обрановиќ, добар удар во аголот, до долниот десен агол. Не успеа да интервенира Милич и Обрановиќ го постигнува третиот погодок. За 25-22 не се менува ништо што се однесе од резултатот, се зголемуваат само бројките и на едната и на другата страна. Душебаев за Брумен, Брумен го изнуди она пробивање, но веднаш вардарци вратија со ново пробивање во нападот, па и тука главно изранато Горбох. Ево го неговиот трет гол, прво второто полувреме, 26-22, некако лесно очекува да трае за Гребчани подолго овој напад на Вардар, тоа го почувствува и корпулентниот Сергеј Горбок и со своите 196 сантиметри најде простор или практично без да биде поставен блока успева да се запише по третмата во листа на стрелците. Обрановиќ комбинација со Валчича, Хорват и натаму постојано удвојува, искусен, неверојатно квалитетен ракометар, знае да се излече, да бие понекогаш и од позиција на бек, но најчесто удвојува на линијата од 6 метри заедно со Чорич и на тој начин ја пореметнува зоната на вардарци или остава простор за некој од бековите. Степанчич е повлечен, Шебетич е во игра во овој напад, веројатно калкулира сега и Вујовиќ, се исноши Лука Степанчич доста довојдел од преворот, па сега стратегот на клупата на Загреб веројатно со надеж дека во последните 10 минути ќе се решава и победникот, ќе го сочува Степанчич некаде за крајот на овој надпревар. Како да е, Шебетич корпулентен, висок, но не и многу решителен. Обрановиќ тој ќе бие, ја имаше оваа топка Милич, но сепак четвртиот гол оди за дивето на Обрановиќ. И одново 26-23, гол лево, гол десно. Апсолутно Вардар мора да го издржи овој притисок од Загреб. Тргнува, многу се агресивни и стрпливи, бркаат постојано, остануваат во ритам гостите. Ротира Вујовиќ, уфрли неколку свежи ракометари сега и во одбрана и во напад. Душебаев имаше овде фаул од Тончи Валчич, кој што игра на овој надпревар само во одбрана. Прибак, ево го Горбок сега. Греши Горбак, еве шанса за Загреб да тргне кон приклучок. Обрановиќ. Шебетич е новиот ракометар за кој што зборував. И на линијата 6 го имаат Чорич како трет пикер што го гледаме денеска во дресот на Загреб.
Валчич. Мирен, стрплив напад на Загребчани. Одат по -2, нешто што го има во финишот на првото полувреме, кога беше 15-17. Валчич сега успеа таму да го издржи дуелот со Прибак 1-1 и да го совлада. Милич, Валчич, трет гол во второто полувреме, вкупно 6 за него и сега е тој најефикасниот ракометар во хрватскиот представник. Ќе оди надвор од игра Милич, Ангелов ќе се врати на голот, имаше 3 интервенции во првото полувреме Ангелов, потоа влезе Милич, 3 во првото, 2 во второто, но премалку се овие 2 интервенции за 16,5 минути игра, па тука смена на голманската позиција, но Душебаев е добро што погодува, затоа што веќе Вардар нема право на грешка, се поопасно и поблиску до загрозување на водството екипата на Загреб, вака се одлепува Вардар на 27 спрема 24, но и тоа не е никаква гаранција, затоа што релативно лесно, упорни, она што го спомена колега Костовски, дека упорноста е главната карактеристика, се оди до чиста ситуација, се менува и на голот на Загреб, Стевановиќ влегува во игра на местото на Ивича, ние следиме напад и Шебетич сега создаде позиција, но само во пречката, немаше потреба Ангелов да интервенира, може ли Вардар брзо да врати, Прибак знае 1-1, но ќе застане. Иако и Марковиќ беше тука, па можеше да проигра Прибак со него, удвои Марковиќ заедно со Тоскич на линијата, а Тоскич ќе оди надвор, затоа што Стоилов добива голема минутажа и со право не играше Стоилов на надпреварот во Словенија, ќе му биде потребен на Раул Гонзалес во надпреварувачка форма Стоилов и од тука добива голема минутажа, иако овој пат имаше разбирање со Душебаев, не успева да прифатат, но Душебаев ќе се извади до таа грешка од предмалку, ја пресекува ова диагонал обид за контра преку Михич и Вардар тргнува во нов напад, 48-та минута полека изминува. Со своја кореографија, највачите на Вардар во позадина, реков за достојно гостување од Кале. Душебаев има ли позиција за удар под прекршок и тоа Брозовиќ стартуваше. Има само 9 метри. Оди надвор Обрановиќ од игра, ќе се врати Тончи Валчич да ја засили одбраната. Веќе споменавме, главно постариот Валчич игра во одбраната од 2008-та е во екипата на Загреб, веќе 6-7 сезона, а да видиме што ќе донесе овој напад на +3 и одново Вардар на нешто повеќе од 10 минути од крајот има можност да дојде до солидна предност, која реков нема да биде гаранција онаа дефанзивна интервенција на Душебаев, откако претходно не успеа коректно да искомбинира со Стоилов на линијата од 6 метри. Доста прекини поради интервенција на подота, но како и да е, тргнува Вардар со Прибак и со Душебаев и Лево Горбока во нов напад, евено Прибак. Ги нема неговите влезови, но почувствував дека сега е моментот Прибак да влезе и да го постигне својот прв гол за 28-24. Вардар ги има оние 4 гола позитива што ги губи, ги има во второ полувреме, во 49 минута и сега тајмаут за Војовиќ. Слушајте ме, задњих 10-11 минути. Супер од Джабест, 300 за 100. Сега твојот кредит од 100 денари вреди 300 денари. Можеш да го користиш за разговори кон сите мрежи, SMS-и, сурфање, за се што сакаш. 3 пати повеќе кредит, за 3 пати повеќе дружење. За твоите 100 денари добиваш 300 денари кредит. Активирај со повик на 1450. Джабест, најефтин припеид. Предизвиците во животот се решаваат со сигурен, добар и навремен избор. Со 15 години искуство на пазарот на струја, Energy Delivery Solutions може да одговори на потребите на компаниите со гарантирана најниска цена на електрична енергија преку најголемата балансна група. Energy Delivery Solutions. Сега имаме избор. Побара Веселин Војовиќ од своите ракометари на тајмаутот да бидат упорни до крај, да се брка ова водство, да се игра со темпо, да се одигра што поагресивно, колку што може до крајот и да се фати приклучок, да се влезе во неизвестна завршница.
Добра акција сега. Хорват на линијата од 6 метри, доби топка од Степанчич, се врати во игра Степанчич, откако Шебетич не успеа да биде вистинска замена за него. Се уште нема гол зад името на неговата резерва, ја погоди пречката во претходната акција и еве го се враќа во игра Степанчич со Балчич, со Обрановиќ, еве го третиот пикер на Загреб, тоа е Чорич и да видиме исклучување Кима Кевардар за Абутовиќ. За Абутовиќ ќе мора да се провери тоа, да видиме за кој фаул. Овде повеќе беше за исклучување според мене Карачич, меѓутоа иако бранеше и од линијата за 6 метри Абутовиќ, меѓутоа далеко е ово од исклучување. Сеедно досуден и седмерец, втор за Загреб, првиот Хорват не успеа да го реализира против Милич. Не може и Ангелов да го совлада. Два седмерца, ниту еден погодок, ниту една реализација на извонредниот од линијата за 7 метри Хорват. Одлична интервенција на Петар Ангелов, негова четврта, прв одбранен седмерец со маркер, да гледате, брумен игра, затоа што Вардар има ракометар повеќе. Ова е можеби клучниот период од играта. Еве го сега Душебаев одлично за Карачич, ќе беше добро доколку успееше да реализира Карачич. Можеби клучен момент или клучни 120 секунди од надпреварот, затоа што ако Вардар успее сега да издржи, сигурно дека ќе влезе во многу по мирен финиш. Горбак имаше фаул, 9 метри, потрошат времето добро вардарци. Повторно се враќа во оваа акција со маркер Брумена, подготвен е Ангелов да се врати на својата позиција. Душебаев, лоша комбинација и сега погреши таму Степанчич, имаше топката во раце и сега имаат среќа нашите ракометари. Вардар добива втора шанса во овој период кога игра со ракометар помалку уште 40 на секунди. Корбок и нема позиција за удар таму. Хорват добро оди на него. Подигнати се рацете на унгарските судии, ќе мора да се завршува брзо оваа акција. Тоскич е тука на линијата од 9 метри. Карачич чека топка и најверојатно тој ќе изфрли. Грешка, сакаше Дрфино да го поигра. Горбак беше добра идејата затоа што имаше чиста позиција Горбак, меѓутоа не успеа да реализираат. Вардарци уште 20 на секунди остануваат со играч помалку. Остануваат уште 9 минути до крајот на овој надпревар, кој Вардар континуирано е во водство и посакуваме така да остане од крајот. Еве сега убава дијагонала, влесна првата статива, погодува Михич. Прв погодок за алтернативата на Шпрем за 28 спрема 25, но нема опуштање. Инаку, што се десува до Веселин Вујовиќ и оној тајмаут го побара, главниот совет беше: немате право на грешка или грешки до крај 0. Ако сакате да има успех на овој надпревар, сега тоа е тешко да се исполни, иако сега убава интервенција на Стевановиќ, втора веднаш контра на спротивната страна, но грешат во целото ова брзање на коментарите на Загреб. Сето тоа оди во прилог на екипата на Вардар, која постојано добива максимална подршка од трибините. Не застануваат навивачите на Вардар, исполнето Кале до последно место. Како подсетување на оние мигови од 2002-та, кога не Кале, кога не сите приводи кон салата, туку и Скопскиот плоштад беше исполнеца кога Кометол славеше овде за шампионската титула во Европа против Херц во големото финале. Карачич се завршува ли сам, обите да мине со финта, успева, меѓутоа топката не минува сепак преку гол линијата. Трета интервенција на Стевановиќ, брза сега, затоа што ги гази полека и времето на коментарите на Загреб, иако има сосема солидни 7,5 минути игра. Не успеа таму Хорват да биде проигран, имаше игра со нога, но не и намера. Абутовиќ ќе се врати на местото на Душебаев во игра да ја засили одбраната и сега на сила се обиде Валчич, прави пробивање контра. Карачич ќе оди сам, Карачич и тоа е погодок. Прв гол и за Карачич на овој надпревар за 29 спрема 25. Заодно оние најчести 4 разлика во полза на Вардар и барем како се одвива резултатот за второто полувреме, не би требало да стравуваме во овие 6 минути 45 секунди, но
ракометот не би бил тоа што е ако не знае да носи пресмрти. Мора да се одработат и овие минути максимално и во одбрана и во напад, затоа што Загреб е опасен противник. Не треба да го споменувам уште еднаш второто полувреме со Киво. Играат до крај, момците на Веселин Војовиќ мотивирани, максимално успеа да се вратат по ние минус 6 и сега бараат шанса, речиси цело второ полувреме во сите овие 23 минути од продолжението да фатат прикуча да ги искористат своите 5 минути, меѓутоа Вардар игра цврсто, добро, квалитетно во одбрана, во звреќа кога е тоа потребно и токму затоа остануваат овие солидни, би рекол, за овој период од надпреварот плюс 4. Обрановиќ, па сега Валчич, Хорват е тука во улога на да ја разиграла акција, меѓутоа изворена интервенција на Петар Ангелов се разбуди тој во второто полувреме. Одбрана број 5 заедно со Страхина Милич, подеднаков број одбрани, вкупно 10 и тоа му е потребно и тоа како на Вардар, особено по ние 21 интервенција успешна на Штербик против Целе. Еве сега многу значаен напад. Душебаев, па сега Карачич, топка за Душебаев, има ли тука исклучување да видиме за Тончи Валчич, мислам дека ќе биде тоа. Ако не биде и црвен картон, да. Го има во раката унгарскиот судија, да. За овој старт, директен црвен картон за Валчич, да. Одеше на лицето, ова е забрането, веќе опон налет Карачич и можеше да биде многу опасно тоа. Овдека никој не може да му забележи на унгарскиот арбитар. Ева таа ситуација уште еднаш. Да. Брутално. И Валчич, кој што имаше едно исклучување, претходно добива директен црвен картон. Еве шанса сега за Вардар во овие 120 секунди да направи уште некој гол предност и да влезе во многу помирна завршница. Северет со Карачич, тоа е најважно затоа што надпреварите во СК се едно и тука ривалитетот е голем, желбите, амбициите исто така, но нема дилеми. Во преден план е Лигата на шампионите и најмалку што посакуваме повреда на некој ракометар, особено пред значајните надпревари. Да видиме сега, ќе има 2 минути за Весели Вујовиќ. Мислам дека поради едно движење на незадоволство кон судиите, приговор кон записничката маса и оттука исклучување, односно така е 2 минути, ќе мора еден од ракометарите да оди надвор. Да видиме сега, ќе стои 0-0 на семафорот, но со број 37 Обрановиќ оди на клупата и сега со четворица ракометари во поле останува екипата на Загреб. Шандор Андорка во обица да го смири Веселин Вујовиќ. Познат, контрадикторен, Непоправни харизматичниот така, со многу харизма, но понекогаш знаел и да избубне, но како што вели за себе секогаш правичен, и ако би се сменил, не би бил тој што сум. Еве сега, убаво на влеса Шишкарев погодува, но и беше лесно со двајца ракометари, плюс трет гол за Шишкарев за 30 спрема 25, веројатно уште повеќе од 90 секунди двојното исклучување ќе биде на сила во екипата на Загреб за чекор напред кон победата на Вардарци. Ја ќе го цитирам Вујовиќ во неговото доаѓање во Скопје. Ова е вели како да играм против мојот син. Во секој случај, денеска е јасно дека јас не може да загубам, како и да јас сум победник во овој надпревар. И понашто случуваше на почетокот, веројатно и така, и ако посакуваше Вујовиќ, веројатно да го доведе Загреб до нова победа, но сепак Вардар е дефинитивно помоќен состав, го демонстрираат тоа Вардарци на овој надпревар и јасно е дека она што мора да го направат е да освојуваат бодови на домашен терен, ако сакаат на Final Four, а секако тоа е примерна цел. Меѓу другите, одбраната на титулата во СК Валчич измиштова топка, успева да ја прифати и да постигне гол. Седми на ефикасен во екипата на Загреб, намалува на 30 спрема 26. Инаку само подсетување, Загреб е четврти на табелата, 3 победи, 1 пораз, Вардар втор со 4 победи, 1 пораз, Веспрем неприкосновен засега со 6 од 6. Убаво за Шишкарев, но тешко се спушти русинот да прифати ова
упатена доста ниско топка кон него, затоа брза акција на Михич на спротивната страна. Но имало прекршок, ќе вратат акциите акцијата на бугарските судии на 9 метри, погледни кон часовникот, 3 минути и 20 секунди до истекот на надпревар. Сега не е потребно Вардар одига брз, опретно, без план, без концепција. Им дава шанса сега на ракометарите на Загреб да се вратат во финишот, наместо да ги дотолчат, кога веќе има 20 ракометари повеќе поради црвениот картон на Балчич. Еве ги сега ракометарите на Загреб напаѓаат плюс 4. Она разлика која што беше најчесто изразена во овој втор дел. Степанчич погодува. Сигурен Лука Степанчич, само 2 гола за него во второто полувреме, постигна 4 во првиот дел. И еве го сега Загреб на 30-27, очекувавме да биде зголемена уште повеќе разликата, меѓутоа Вардар некако чудно, без план, без вистински напад ги пропушти шансите што им ги понуди Загреб. 9 метри сега продолжува оваа акција и сега ќе мораат да постигнат погодок црвено-црните, колку сакаат да бидат многу по-мирни во продолжението. Терзичево игра, добра комбинација со Горбов, меѓутоа да видиме што покажува унгарскиот судија. Имало фаул таму 9 метри. Ќе мора да биде, мислам дека и пенал е досуден, времето. затоа што Горбов беше во налет, бранеал натре во просторот од 6 ракометарите на Загреб, а ју кога споменавме за оние нереализирани ситуации за да се зголеми предноста, да се обезбеди победата, само ќе се навратиме уште од мечот со Металург, потоа против Војводина. Се случуваше тоа и на гостувањето против Бораца, без оглед што беше убедли Вардар, и натаму се присутни падовите во играта. Оне на што вардарци веќе најавивме дека мора да работат, а убаво сега без проблеми Марковиќ стигнува до двоцифрен број, негов 10 погодок пред од линијата за Вардар од 7 метри за 31 спрема 27, само потврда на онаа констатација дека победата не е доведена во прашање, но дека екипа што има аспирации далеку да стигне во Лигата на шампионите оваа сезона и на завршниот турнир во Келн, дека мора да користи секоја шанса, 60 минути да се обиде да игра во исто темпо, затоа што оние помоќните екипи дефинитивно ќе знаат да го казнат секој пат и опуштање во играта. Валчич по средината на голот, меѓутоа шеста интервенција на Ангелов, останува 31-27, остаја иако останува екипата на Загреб во напад. Се офрла сега Раковиќ, побит заедно со втор пикер таму со Брозовиќ, меѓутоа нема да важи овој гол затоа што претходно беше прекинат играта, времето работи во полза на екипата на Вардар, се е јасно. Минута и 20 секунди остануваат до крајот, 4 разлика се недостижни. Павловиќ е во игра, а и натаму доста агресивно Марковиќ освојува топка, имало претходно прекршок од Абутовиќ или дали таму Лацковиќ сепак е назад во игра, се пожали на повреда, но се е во ред со него, а убав погодок постигнува Обрановиќ, 5 за 31 спрема 28 и за рутинска завршница. Обрановиќ, Јосиф Валчич и Степанчич, тоа е се најударното трио на Загреб вечерот, меѓутоа очигледно останува нереализирано ова гостување во Вардар, во Скопје. Останува Вардар во 9-тиот надпревар од СХ лигата против Загреб со позитивен баланс, 6 победи и 2 порази. Иако погодува Раковиќ сега во контранапад. Втор гол за Раковиќ, 30 на секунди до крајот, овде е јасно 31-29. Вардар ја прославува петата победа во шестиот настап оваа сезона во СХ лигата, само еден пораз од Веспрем. Загреб го доживува вториот пораз во петиот настап оваа сезона во Југославаци и навивачите, да им дадеме и нив неколку моменти. Со
звукот на сирената Каначиć за 32:29. Запалени факели во Кале се слави победата. Се простува публиката од спортско-рекреативниот центар Кале. Веќе в сабота реков, Вардар се сели во новиот дом во спортскиот центар Јане Сандански. Каква е атмосферата, сме биле многу пати присутни на вакви величествени мигови на Вардар, на Кометал, на нашите ракометни репрезентации воопшто на македонскиот спорт. Заслужена победа на Вардар, беше подобар во целиот тек на надпреварот, не успеа да им дозволи на Загребчани да се приближат, да го ги направија оние максимални 6, успеа да дадат на -2 и тука застана беа упорни во второто полувреме, меѓутоа Вардар беше доволно цврст, квалитетен, ефикасен, рационален и успеа да обезбеди шестата победа во деветиот меѓусебен дуел со Загреб. Само 2 порази што се однесува до настапите во Европа, поуспешен Загреб. Една победа само на Вардар, 4 на Загреб, еден нерешен исход. Вардар слави против Загреб. Добра победа, како убава увертира пред настапот во новата сала, во комплексот Јане Сандански, во мечот од втората рунда од Лигата на шампионите против чековски медведи. Загреб го очекува гостување тешко во Париж Сен-Жермен.